Здраво на сите! Не можев да одолеам, а да не ве донесам втор пат, последен пат пред големото отварање, во трговскиот центар на комплексот Скопје Истгейт, каде што Кнауф е одговорен за системите за сува градба, системите за малтерисување, фасадниот систем и поплачувањето во објектот. Значи не можам да не ве донесам да видите како се ова изгледа на месец и пол пред големото отварање, а денеска соговорник ќе ни биде господин Игор Давков, генерален менаџер на компанијата Скопје Истгейт. Не чекам натре. Ајде. Господин Игор, ви благодарам што најдовте време на само месец и пол од големото отварање на овој грандиозен трговски центар. Ви благодарам што најдовте време да ме примите и да си поразговараме. Благодарам и на вас за вашиот интерес да дојдете тука и да разговарате со нас. Ви честитам на инвестицијата. Огромен, можеби најголем комплекс во Скопје, повеќе наменски. Значи имаме домување, имаме шопинг и имаме бизнес. Кои беа предизвиците да се испроектира и да се изведе на таков комплекс? Па има многу предизвици. Целата приказна почна 2017 година, кога у суштина и за прв пат дознавме дека оваа локација како локација може да се купи и почнавме преговори со Комерцијална банка и со НЛБ банка околу купување на целиот овој плот на земја, кој што оваквото беше под хипотека кај нив. Така да имаше повеќе предизвици. Прво предизвик беше урбанистички да се уреди цела оваа парцела, бидејќи постоечкиот урбанистички план кој што беше во важност во тоа време не ни одговараше за развојот кој што го планиравме. Второ, предизвик беше да се најде урбанистички планер и архитект кој што се тоа ќе го осмисли и ќе го направи во оно што отприлика го гледате денес и ќе се гледа во идните неколку години. И нормално имаше дополнителни предизвици како да се isfinansira сето ова, како да се isпроектира до крај, како да се истендерира, да се најдат изведувачи, тие изведувачи да се воведат во градење, да се организира целиот тој процес и на крајот можеби еден од најтешките предизвици како да се искомерцијализира сето ова, односно да се издаде просторот на реномирани компании кои што едноставно ќе дадат една нова понуда и едно ново светло на пазарот на трговски центри во Македонија. Стага дека ова второ е огромен предизвик, особено новиот купувач е малце навикнат на не само на продавница, него на цело искуство во еден таков. Па тоа беше токму и идејата за целиот концепт и дизајнот и од таа причина кога се одлучуваше кој ќе го проектира просторот, се бараше компанија и луѓе кои што имаат искуство во проектирање на слични проекти. Инаку целиот проект е така наречен mix-use проект, кој што има повеќе содржини во себе. Значи имаме шопинг центар, имаме домување, имаме канцелариски парк. Така да целата таа содржина која што треба да се развие тука на ова земјиште и дополнително самиот трговски центар е проектиран согласно последните нормативи и таа така наречена генерација 7 на трговски центри, која што треба да му даде на купувачот или на посетителот едно ново искуство. Значи искуство не само значи трговскиот центар не е само простор каде што луѓето доаѓаат да купуваат, туку е простор каде што купувачите треба да доживеат едно ново искуство, значи еден концепт кој што покрај тоа што нуди, да речеме, светски марки и брендови кои што може да се купат тука во трговскиот центар, нуди и дополнителни содржини. Пред се аспектот на забава, аспектот на пополнување на слободното време, аспектот на fine dining или гастрономија, сето тоа е кај нас условно кажано спакувано во еден композит на закупци кои што даваат можност секој еден купувач од 7 до 77 години да си го најде својот интерес во трговскиот центар и да биде мотивиран да дојде тука. Доаѓате од една сродна професија, што бизнес светот ни доаѓате, што на овој објект ви беше најголем предизвик, или три најголеми предизвици кои што извлековте искуство? Па најголеми предизвици. Предизвици има многу,
и тешко е да се издвои кој би бил најголем, кој беа три најголеми предизвици. Секако дека наоѓањето на правата екипа, правиот проектен тим, воспоставувањето на сите процеси кои што се поврзани со градбата и со менаџирањето на целиот тој процес беа два најголеми предизвици. Исто така голем предизвик во Македонија да се најдат изведувачи. Тоа е можеби најголемиот предизвик кој што го имавме ние, со оглед на фактот дека пазарот е мал. Вообичаено вакви објекти се градат со еден генерален изведувач кој што има свој подизведувач, меѓутоа за жал кај нас во Македонија таква компанија повеќе не постои. Па од тука и целиот процес на набавки, целиот процес на склучување на тие договори беше условно кажано комплициран и комплексен, пред се комплициран, би рекол не толку комплексен. Инаку најголем дел, негде 80% од договорите, од големите договори за изведба тука на самиот објект се по ФИДИК црвена книга, што условно кажано е новина за некои од помалите компании кои што работат тука во Македонија, бидејќи тоа е еден интернационален норматив по кој што се водат договориве за градба. Така да тоа е едно ново искуство, да речеме, и за нас, и за изведувачите тука на самиот објект, бидејќи дел од нив за прв пат се соочија со тој ФИДИК договор кој што има мноштво на узанси кои што го регулираат односот помеѓу инвеститорот и изведувачот и процесот на самата изведба. Секако дека дополнителен процес, дополнителен предизвик беше да се најде правиот тенант микс на закупци кој што ќе одговара за просторот и кој што ќе даде, кој што ќе биде во исто време и атрактивен, ќе даде нова понуда и исто така ќе има содржина за целокупната јавност која што очекува да се отвори трговскиот центар. Со нашите монтери, значи монтерите и мајсторите кои што работат со нашите системи, овој објект веќе ќе влезе во употреба на 15 октомври. Да. Очите сега сите ни се вперени према стамбените згради. Да. Што да очекуваме, каков тип на домување да очекуваме таму? Па стамбениот комплекс нуди организиран систем на домување. Значи ние за разлика од голем број на други девелопери во Скопје, уште на самиот старт и во самиот договор за купопродажба на становите воведуваме одредби во кои што воведуваме и компанија која што ќе го одржува целиот комплекс. Така да тоа ќе биде едно организирано домување кое што ќе даде можност на станариве да имаат facility management компанија која што ќе се грижи за вредноста на нивниот простор, односно на нивниот дом. Со одржувањето на просторот практично се задржува вредноста на објектот и вредноста на која што самите купувачи ја платиле. Инаку во првата фаза на пазарот ќе се испорачаат 672 стана, поделени во 4 згради. Две од зградите имаат приземје плюс 14 ката, две од зградите имаат приземје плюс 12 ката. Зградите се проектирани по сите меѓународни нормативи за високо градба, така да имаме интересна комбинација на станови, некаде околу 40% од становите се еднособни станови, 40% се двособни станови и 20% се трособни станови, дуплекси и големи станови со големи зелени тераси. Нескромно ќе кажам дека во сите овие објекти нашите системи ќе донесат звучна изолација, противпожарност и енергетска ефикасност, но во последниве децении и екологијата е многу важен дел и од домувањето и од ритейл бизнисот. Како сте на тоа поле? Па вака, неспорно е дека вашите системи ќе дадат еден нов квалитет на целиот трговски центар и можам нескромно да кажам дека кога е дизајниран молот и кога е проектиран, користени се најновите материјали кои што се нудат на пазарот врзано со системите за преградување. Зеленилото
е еден интересен момент на кој што ние како компанија посветивме големо внимание уште во фазата на проектирање. Следени се сите урбанистички нормативи врзани за процентот на зеленило кој што треба да го има на самата градежна парцела. По урбанистичките нормативи минимум 20% од површината на парцелата мора да биде со зеленило и тој процент е запазен како кај трговскиот центар, така и кај стамбените згради, така и кај канцеларискиот парк. Дополнително на тоа има големи зелени површини во самиот трговски центар, кои што се врзани со самите концепти кои што се внатре во трговскиот центар. Конкретно сега се наоѓаме на првиот кат каде што имаме, ние викаме чинија, на која што ќе има кафетерија, која што ќе биде целата во зеленило и исто така на низ самиот трговски центар на сите катови има елементи и детали кои што се однесуваат на самото зеленило и зелената површина е доста застапена во самиот трговски центар. Дополнително во делот на партерното уредување има огромни зелени површини како на влезната партија од трговскиот центар, така и на излезната партија и кафе авенијата која што се наоѓа на источната страна. Значи привршуваме еден важен дел од комплексот. Еден голем дел од комплексот ни останува. Ти благодарам за времето. Благодарам и на вас. Месец и пол од отварањето, стварно предизвик. секоја секунда ти е важна. Да. И посакувам, како што и течеше до сега лесно така да заврши објектов и од 15 октомври да се гледаме со убави луѓе. Фала ви и сакам да ве повикам вас и сите ваши гледачи да дојдете и да не посетите после 15 октомври. Се гледаме после 15. Благодарам.